обидот да се угуши опозицијата и да нема право да дискутира денеска во реплики или во дискусии кои што го најави господинот Џафери дополнително, ќе го гледаме веројатно целиот ден. Тоа доволно зборува колку власта се чувствува комотна и колку власта сака да се соочи со аргументите, но за тоа понатам. Господине Заев, вие имавте настап со кој што ги пофаливте економските политики и со кој што признавте дека правно сте сгрешиле со предлогот за ваше именување за министер за финансии. А во исто време министерот за финансии предлагате да се разреши, а министерот за правда да си ја задржи функцијата. Или нешто е многу измешано, или вие нешто неточно ни кажувате. Ако е толку добра економската ситуација, а вие сте сгрешиле правно, требаше го оставите Тевдовски, а да ја разрешите Треневска. Вие предлагате Треневска да остане, а Тевдовски да си оди. Дополнително, господине Заев, ќе се задржам на првата тема што ја отворивме како расправа јас и вие денеска. А тоа е вашата најава дека ќе го повлечете предлогот, но ќе ја извршувате функцијата. Веќе е поигрување со парламентот. Покрај тоа што господинот Џафери и сите пратеници овдека ги доведовте во ситуација да се посипат со ладна вода, зашто поддржаат дека вашиот предлог е законски и гласаа спротивно на мојот предлог, сите ги посипавте со вода, сега најавувате, во рете не можам јас ова низ собрание да го протнам, но јас секако ќе си ја вршам сам функцијата. Во исто време, кога Уставот на Република Македонија ви вели премиерот и министер како функции се неспојливи со вршење на било која друга јавна функција. Господине Заев, вие може да бидете министер за финансии доколку имате амбиции, доколку сакате да покажете дека сте подобар од Тевдовски, од Миновски, од Ставревски, од Славевски, од Груевски, од Поповски предходно и така натака. Но во тој случај, господине Заев, заради Уставот и заради законите, мора да се повлечете од функцијата премиер. Во спротивно, јас се сомневам, вие праќате сигнал дека во СДСМ, во НСДП, во ЛДП, во ДОМ, во ДУИ, нема човек што може да биде министер за финансии. И вие на граѓаните им кажувате дека вас ви се исцрпени кадровските потенцијали како политичка партија. И не се чудете, господине Заев, кога други држави се сомневаат и ни велат, вие имате добри закони, ниту еден закон не го спроведувате. Имаме закон за антикорупција, имаме устав, имаме закон за влада. Се вели во законот за влада дека во случај на отсуство или спреченост на вршење функција на министер, единствено заменик министерот има право да ги извршува функции. И ќе се чудиме и во октомври, господине Заев. Тогаш све ќе ни биде чудно и све ќе ни биде жално. Затоа ве молам, повлечете и таа ваша изјава и во текот на денот имате право да дадете предлог за министер за финансии. Во спротивно, вие покажувате сигнал до целата јавност дека повеќе немате капацитет кадровски или па никој не сака да ги спроведува вашите политики во делот на финансии. Благодарам.